Техничкиот премиер најавува црна кампања и лажни вести пред избори, а министерот за внатрешни работи обвинува дека веќе е жртва на фейк њуз продуцирана токму од премиерот. Спасовски во интервју за EU Observer вели дека до 12 април очекува највалкана кампања во историјата на Македонија, но уверува дека државата има капацитет да спроведе фери демократски избори. Сигурен сум дека оваа изборна кампања ќе биде една од највалканите во историјата на земјата. Сигурен сум дека лажните вести и медиумската пропаганда ќе бидат секојдневие за време на изборите, но државните институции се доволно силни и подготвени да обезбедат изборите да се одржат во нормални околности. Најавите на Спасовски за црна кампања и лажни вести доаѓаат во период кога актуелни се информацијата, а потоа и демантот од МВР за тоа дека министерот Наке Чулев размислувал за оставка. Информацијата ја објави порталот Либертас, чиј уредник и натаму стои на ставот. Во текстот се вели дека Чулев тоа ќе го направил поради солидаризирање со разрешената министерка за труд и социјална политика Рашела Мизрахи. Според Чулев, токму Спасовски продуцирал спинувани информации како резултат на стравот од она што тој го објавил на пресконференција. Веројатно денешната пресконференција на која открив незаконски постапки во кои грубо се кршел законот за јавни набавки, како и претходната пресконференција на која зборував за злоупотреби поврзани со набавката на пасоши и други лични документи, како и актуелните криминалистички истраги за други случаи, е причина за паниката на Оливер Спасовски, па тој тргна во злоупотреба на Министерството за внатрешни работи во партиски цели и објавување на спинувани информации во медиумите. Со критика за лажните вести се јави поранешниот дипломат Арсим Зеколи. Тој вели дека лажните вести на СДСМ треба да се земаат со сомнеш и памет за методот, агресија, хистерија, патетика. Зеколи се пошегува и на Твитер напиша дека и Мицкоски и Ахмети поднале оставка.